Добро утро и од мене. Време е да го започнеме денешното издание на магазин. Знаете, одиме во живо, така што се е дозволено во оваа емисија, се разбира во рамките на сето на што се обидуваме да го понудиме. А денеска ќе имаме многу музика, ќе имаме девојка која што има фантастичен вокал, можам слободно да кажам еден од најдобрите женски вокали на Македонија. Оние кои што се сеќаваат на македонскиот идол, пред се македонскиот идол, бидејќи настапи и во Србија и во Бугарија на тамошните шоуа на идолот, ќе им текне веднаш која, а останатите и помладите ќе ја знаат по најновите песни. Како и да е, Наталија Данилова денеска ми е гостинка во студиото. Ќе промовираме нова песна, нов спот, многу заразна песна. Би рекол, ова утро ја слушнав и едноставно така си ја пеам низ ходниците еве до студиото, а денеска ти ќе ми пееш не јас. Добро утро, добро ми дојде. Добро утро, ти благодарам за прекрасната најава и сведочам дека така ме пречека подпевнувајќи ја новата песна. Дам дари дари дам, така некако му оди многу. Рефренот не е ништо класичен, не е со текст, меѓутоа има нешто што е многу заразно, многу убаво и што едноставно не може да не ти остане во глава. Многу сум среќна што слушам дека е така, не си единствениот. Тоа беше намерата, да не правиме класичен рефрен, да си го подпевнуваме и со тоа да ја креваме вибрацијата повисоко. Како ти тоа подпевнување? Многу добро. Не знам, не ми асоцира нешто. Мене на детство, како се свиркам и како се подрипнувам по улиците. Да, мене на тоа ме прицеки. Да, може и тоа. Да, на некој момент на уживање, на кулирање, на одмарање, на безгрешност, на нешто така. Мене таму ме носи. Баш убаво, баш убаво. Се видовме последен пат минатата година на 9 март, тоа проверував. Ја знаеш со бројкиве сум малце. Морав да го проверам тоа. Тогаш промовиравме друга песна, сега нова песна, Милост. Добра ли си ти, прво тоа да те прашам, па после ќе ја промовираме песната. Да, одлично се чувствувам секогаш кога имаме нови проекти кои што ги пуштаме во етер. Секогаш се чувствувам многу добро, земајќи ги во обзир сите позитивни критики на кои што наидуваме од кога ќе ги пуштиме песните и видеозаписите во етер. Така, имаш трема пред да се објави нешто? Не, мене ми е рутина. Многу луѓе ме прашуваат или пред настап, или пред поголем проект песна или видеозапис. Не знам, ја ги прашувам, вие имате трема кога одите на работа? Веројатно не. Да, те разбирам тоа исто кога ќе ме прашате, нели имаш трема на телевизија? Мене ми е и работа, и задоволство, и љубов исто како да одиш, не знам, на аеробик. Сигурно немаш трема, тоа ти е дел од секојдневие. Ако збориме за љубов, нешто што ти е љубов да правиш, ако го гледаш како работа исто, сигурно немаме трема кога одиме на работа. Нити имам трема од јавен настап, најмалце додека пеам. Така, ова ти е природна средина, да. И останатите, мислам, веројатно не може да го разберат тоа, бидејќи не се од другата страна, убаво го објасни ова со примерот. Нешто што правите секојдневно. Најмногу проблем имам кога ќе одам на фестивал и треба да испеам само една песна. Не сакаш да го пуштиш микрофонот? Да, јас сакам да се останам на сцена, пошто тоа е моето место и таму се чувствувам најлагодна, најприродна, најбудна, најсвесна, све нај. Знам дека го обожаваш пење, ако има некој настан, са хипотетички правам паралела, да, имаш можност за настап на некој многу важно место, на некој многу важен концерт и ти викаат мораш само една песна. Која ќе биде таа? Не знам која песна ќе биде, ама сигурно ќе биде со некој голем бенд, што тоа екстра ме мотивира. Значи да има музика во живо, да не е тоа матрица, да не е плейбек, ама да е со биг бенд, да речеме. Тоа дава некоја друга енергија. Јас сум човек кој што знае да ги преживее емоциите во песната, така да која идеја ја ќе ја донесам најдобро што знам и ќе се пронајдам во све што е песната. Така да неам нешто да покажувам вокално дека тоа е најдобро или не знам, кој да е жанрот, кој да е песната, да има биг бенд и да ми е погоден тоналитетот. Да. А Милост ти се погоди од прва, да ја слушнеме, да видиме зашто раскажуваме дека е толку многу заразно и добро и ќе се вратиме назад со сите детали.
Звезди ми се очи веларирам, подарок си за нова година, елки сјај. Ти си светот што не го познавам, мисли што почеток нема, прости ништо не бе поубава и доволна. Тебе се препуштам, ларирам, секој ден е нов, нова година, елки сјај. Ме кога ли твојата близина, стихови и сни не ни требаат, прости ми што една се сомнева, веќе никогаш. Да, ова е таа песна која што ќе ви одзвонува низ увото и ќе ја слушаме по радиостаниците. Многу заразна, многу добра стварно. Вака кога ќе си ја слушнеш, тоа е тоа што сакавте да го направите со Весна. Весна Малинова стои зад. Да. Музиката и текстот се на Весна Малинова, аранжманот го направи Илија Ќосевски, се снимаше во студиото на Ќосевски во Штип и несумнено е дека ја донесовме така како што ја замисливме. Сам бевме упорни и истрени во идејата. Секогаш не правиме компромиси за тоа како треба да звучи едно наше дело. Така. Весна Малинова сите ние знаеме, нели, која е и што се направила за македонската музика. Мислам дека си имате клик од старт со неа, нели? Тоа е многу важно кога двајца уметници ќе се спојат и на енергетско ниво. Јас така се чувствам, а сигурно е така што потврдувате вие кои што ја восприемате музиката која што ја работиме. Ние и приватно се дружиме со Весна. Значи сме си најдени на патиштата во животот, не само и на музиката, се сапортираме во секој сегменти од нашите животи и сум многу благодарна што ме препозна и што ме даде прилика да бидам дел од звезденото небо на естрадата на Македонија. Така. Каква иднина и предвидуваш на песнава? Ја немам ништо со песната, ја ја пуштив во етера, тоа како ќе заврши само универзумот знае, ја ќе туркам колку што можам и вака ќе се промовираме, ќе пуштаме добра мисла, ќе ја сапортираме, ќе ја пеам по настапи, а другото останува само да се го трасира патот. Милост ќе се најде на дел од албумот, што исто така ќе се пружи една поголема прилика за примање, а како ќе заврши немам идеја.
Не е ни битно. Важно е да има прием, нели, добар кај луѓето, а се понатаму си останува историја како бела. Спотот на Милост е снимен во Битола, ако добро забележам? Да, спотот е сниман во Битола, тимот за видеопродукција одлучи дека тоа ќе биде снимано во Битола, несомнено се согласи, зашто више низ годините сите тимови со кои што се работувам се веќе проверени, мене ми одговараат. Не се сомневав, спакував и се заминав за Битола, таму ме пречека Пајнстил и Вацев од Гевгелија, кој што многу прецизно и многу конкретно одбра атмосфери во кој што ќе се снима Милост. Значи, изнајмиле апартман, одбрале кадри пред офицерски и така натаму, уличките низ Битола, широк сокак, така да све беше изрежирано, несомнено се препушти во нивни раце, тоа е една одлична продукција која што без многу зборови може да ја прочита идејата, да ја свати пораката на песната и да направи една приказна од тоа. Како беше на помалку зборување, повеќе визуализирање? Така во животот почнав да одбирам луѓе со кои што нема да одбирам зборови. Така да слободумно ќе се изразувам без да мислам како ќе бидам разбрана. Те оддели оваа одлука од некои луѓе? Во смисла од како почна така да функционираш без да бираш зборови, односно како ти се чувствуваш, на некој начин така да се расчистува, да речеме, Сметам дека на моја возраст луѓето веќе се одбрани кои што се покрај нас, така да не отпадна многу, зашто претходно беа адресирани. Ова беше претходно. Ја познавам многу луѓе, некои се соработници, некои се познаници, некои се пријатели, меѓутоа другари имам неколкумина што се бројат на една рака и тоа сметам дека така треба да биде. Имам безброј пријатели, познаници, нови луѓе кои ги запознавам на свирки, со кои што знам да разменам искуства, зборови, да споделам све што треба да се знае. Меѓутоа, оние на кои што можам цврсто да се потпрам во животот, кај што не бирам зборови, се буквално на една рака. Така. Сакав уште нешто околу спотот, да не помислат гледачите дека е задоцната промоцијата, ова требало да биде околу Нова година и така натаму, да ја разрешиме таа дилема. Има еден многу добар дел од текстот кој што баш тоа го објаснуваме, нели веројатно треба добро да се заслуша. Да. Веројатно мислиш на делот од песната кој што вика секој ден е Нова година. Да. Песната не е тематска за Нова година, може да ја слушаме и во јули на плажа. Одговара на плажа, кажам. Да. Пораката за секој ден е Нова година е дека секој ден вистина може да не биде Нова година. Сметам дека новите години во некои семејства и во некаде во светот е малку префорсирано и тогаш сме хајпнати, тогаш сме среќни, тогаш сме високо вибрантни, тогаш споделуваме подароци, тогаш правиме нешто што ни не доаѓа природно. Затоа во песната се вели дека секој ден е Нова година и дека си подарок за Нова година некому. Со присуството, не мора тоа да е материјален подарок. И со тоа пренесуваме дека самите можеме да се одлучиме дека секој ден може да биде Нова година. Само што нема да се честитаме ајде среќна Нова година, ќе речеме ајде среќен вторник. Викаме тоа, ние викаме убав ден, викаме убав ден. Многу добра порака, многу добар момент, бидејќи во ова брзо темпо на функционирање и живење, некако секој од нас на моменти знае да залута, нели? Ова е едно освестување, бе рекол, така некако му доаѓа. Приземјување, освестување. Кога ти лично си направено свое просветление? Во кој период од твојот живот? Сметам дека сме сметаш за просветлена прво. Па така ми делуваш. Многу ти благодарам. Просветлувањето не е едно нешто. Не е тоа конкретно. Тоа постана работа на себе. Да. И сметам дека трае за цел живот или во сите животи, кој како ќе работам секојдневно на мојата будност, да речем. Да не секој ден се трудам да сум подобар човек за себе и за другите. Давам прилика да допрат повеќе луѓе до мене и да ги искусам нивните искуства кои што сум немала шанса да ги на сопствена кожа да ги искусам. Од сечи искуства учам. Полна сум со љубов за сите
тоа е процес што секој ден го живеам. И Сум функционира. одлучила дека тоа е мојот пат, дека нема да застранувам и дека ќе работам на себе за себе првенствено, а бидувајќи подобра за себе ќе бидам подобра и за другите. Тоа е многу убаво. Во денешен свет и денешно време се вреднува ли доволно добрината? Што ти покажа твоето искуство до сега? Со оглед на тоа што имам добри луѓе околу себе, кои што се на истата страна со мене, верувам дека се вреднува. Предходниот пат стави акцент на скромноста и ме прашуваше колку е доблесно или колку е добра особина да се биде скромен, посебно во овие сфери. Сега го ставаш акцентот на добрината. Сметам дека во денешно време и не е баш разграничено што е добро, што не е. Така да, ако земеме општо добра, затоа не му прави лошо на другиот и не знам, не прави нешто што не сакаш тебе да ти го направат, се вреднува. Прави си музика, расположувај ги луѓето. Ми се допаѓа ова што се сеќава што сум те прашувал во претходното интервју. Пред една година. Па да, се сеќавам. Тоа значи си целосно присутна во разговор. Па јас за ова живеам. Јас ова И го правам тоа се љубов и не препознава го од страна на правам водителот. колку да го правам и не... Знаете, многу е лесно да направите хит. Стварно? Да, имаш 10.000 евра Добро. и ќе направиш или 20 или колку и да имаш. Ќе го најмиш најскапиот аранжер кој што е хитмейкер, да речеме, и ќе отидеш на врвот. Ама за да стоиш на врвот треба константно да правиш такви песни после. Мислиш дека хитови се прават само со добар влог? Да. Интересно. Не мислиш така? Не. Да бидам можеш искрен. да ми откриеш, може ќе ми помогнеш како размислуваш. Види, јас не сум од страна на музиката, меѓутоа како велат и најдобрите не прават секогаш најдобро. И најплатените не значи дека прават подобро од останатите. Некако многу работи треба да се поклопат од моја гледна страна, на лаичка гледна страна, за нешто да стане хит. Добра песна, тајминг вистински кога таа песна ќе биде, кој ќе одпее таа песна. Нели има и такви ситуации? Да, Има све песни треба кои да што- се поклопи, Да, точно. Да. Ама несомнено дека треба да имаш огромен финансиски влог. Интересно. Да, убаво ова да се слуша страна на музичар. Да допра до, мислам сега, ја ако немам спот за песнава, дали ќе бев сега тука? Како ќе го промовиравме спотот на телевизија ако ја немам спот? Апсолутно. И да е најдобрата песна. Како ќе стане хит ако ја немам влог? Да снимам спот, така? Така. Да платам добра музика и текст. Да платам студио во кое што не би можел секој да отиде. Ево, во Америка ќе одиме во студио ќе снимаме и таму аранжерите, например, ќе направат свој придонес и своја популарност, така? И затоа убаво викаш треба да се склопат коцките, ама склопот не е само еве ја ги имам најдобрите. Така? Така. Интересно. Ми се допаѓа ова. Ева ќе направиме некој брейнсторм, па Ми нешто се ќе допаѓа откриеме. вака кој размисла. Знаеш, добро е вака да се направи некоја тема, да има продуцент, да има и да направиме нека убава музичка тема. Да, Тоа би било интересно. да, Било различни. Само да не видувања. видиме малку секој да е со различен став, да не испадне да сите да викаме така е, да. Не сметам дека тоа е пресудно да се направи хит. Меѓутоа, тоа е дел од Многу пазалот. важно. Тоа држи логика, апсолутно. Тоа држи логика. Знае ли некојаш финансискиот дел да биде терет на музичарот? Секако, дека знае, сметам дека тоа е најтешкиот дел. Сметам дека тоа е најтешкиот дел. Сум се соочувала со такви предизвици, меѓутоа со сапорт, пошто долги години сум во овие води и кога ќе побарам некаков сапорт, дали се тоа локални бизнеси, помали фирми, поголеми фирми, не знам, било кој тип на соработници, секогаш најдувам на отворена врата. Тоа е многу добро. Да, и затоа имам прилика да продолжам да го правам ова. Затоа ти кажав дека за да те има и за да правиш хитови, тој дел е многу битен.
Значи, Мора не да знам имаш дали да имаш представа вложиш. колку кошта еден цел проект што се вика песна, пошто тоа не е направи песната. Да, ајде направиме на кратка математичка пресметка. Математика има двојка у школа. Ако сакаш Ама вака ми делаш дека си многу добра во математика. Не, јас сум умна, ама тоа не кем на телевизија да го зборам. Види, јас можам да собирам, ти можеш... Ја ќе одземам. Ти кажувај Ја ќе колку е множам. текст, колку е музика, јас Јас ќе ги само се... можам да множам и тоа е Да, љубов. да, Множам љубов со сите што сме на планетава. Значи, одлична си по математика. Да. Множење е од покомплексните работи. Така е. Чини, значи чини, многу чини. Песната не е направив песна. Тоа е еден проект. Тоа е буквално еден проект. Значи создавањето на една песна временски не е така кратко. Промените или песната како се развива исто треба да има некаков тек. Значи тоа што ја работи песната треба да има време, треба да има да ти отстапи простор временски за тоа да се развие. Јас така досега сум работела. Па да Може, другиве легне си, колеги нели? одат во студио, им пуштаат песни и викам ова е за мене. Да, ја може да кажам ова е за мене, меѓутоа со мојот сензибилитет, мајндсет во моментот кој што го имам, ние доработуваме песната која што сум ја одбрала. Не може да оставиш само на тоа што ќе Така е. ти го предложа, Оттаму, нели? значи имаме музика и текст кој што коштаат. Така. Како за кого? Да не, за тоа ти викам, да не влегувам пошто не е фиксно. Се шегував со бројките, да. Продукција. Имаш тој што ти прави аранжмани, микс, мастеринг, значи одиш во едно студио во кое што има уложено илјадници и илјадници. Значи ваков микрофон, такви звучници, ова, таков програм, такви компјутери. Затоа и мора да се наплати тоа, нели? Да. Тоа е, од секоја страна има влог, како велат, доколку не зборуваме веќе само за пари, ако не дадеш не може да ти се врати. Влогот и размената не е материјална. Јасно. Јас сум многу благословена во тој Ако не подадеш рака, нема да ти подадат рака. Да, и затоа што сум ја осетила таа рака, затоа мојот пат се сменил. Значи, како ме третирале, така го третирам сега и остатокот кој што го запознавам во светот. Како мене ми била подадена рака, така подавам рака и на помлади колеги или на луѓе кои ги среќавам, не мора да е во браншата на музиката. Така. Тоа што на себаш за мене некој што го направил, ја го правам за другите. Јасно, ти доаѓаш од просечно, скромно македонско семејство. Да. Нели, твоите немале таква позадина бекграунд кога си почнувала за сето тоа многу да се вложи нашето девојче да биде прва и така натака. Предпоставам дека тоа многу ти исчеличило и дека многу повеќе те научило во кариерата. Може би одат поспоро работите, ама нели од друга страна знаеш на кој начин како сето тоа си го направила и си стигнала до тука? Да, ако збориме пак за материјалните, за материјалното, мојот влог од моите родители не бил секогаш многу голем, меѓутоа проценувале кога треба да ме сапортираат и не. Првата моја песна издадена беше платена од татко ми, кој што процени дека јас сум доволно добра во тоа што го правам. На сите надпреварувања татко ми ги избираше песните. Стварно? Значи ние по дома не сме слушале, не знам, толку многу народна музика. Сме слушале, меѓутоа секогаш се слушало од Ерик Клептон до Трейси Чепман до, значи во тој сегмент и сите, например Son of a Preacher Man и Give Me One Reason и Halo од Бионсе, татко ми ги избираше за надпреварувањата. А пак мајка ми даваше влог што секогаш доаѓаше по мене, по снимање, по интервјуа, по телевизии, по... Значи, тој нивен влог е многу поголем од влогот кој што финансиски не можеле секогаш да го прават за мене. Значи, правеле колку што можат, меѓутоа овие влогови во време, во избор на песни, во све што правеле за мене многу повисоко од тоа само да ми дадат пари, терај сине, најдобро си... Таа морална поддршка и буквално искуството нивно. Ми направиле услуга и во многу други сегменти, кога, например, на татко ми сум му викала дека за факултет ми требаат 5000 денари, он ми дал, например, 4, сум му била многу љута од тие 20-тите години во мојот живот, што сега го разбирам дека он ме учел да избирам приоритети во животот. Дека во исто време све не можам да имам.
Јас сум многу благодарна за тоа. Тогаш сум била и фрикнута. Не сум можела да разберам Срам да ти е помалце ми да. Ја имав стипендија пошто бев исто студент со просек и имав такви од висок буџет, да речам, за мои потреби, меѓутоа кога ќе побарав така финансии од дома, татко ми така ме третираше. Јас сум благодарна за тоа. Така да се надоврзувам со ова, дека тој пат на кој што сум воспитана и толку колку што имале моите да ми пружат, ме е исчеличил во животот или ме научил да ги најдам правите вредности. Така си, баш ме радува, многу ми убав муабетов, морам да признам, не е класичен муабет, туку има многу суштина и длабочина позади себе. Кога ќе се навратиме назад повеќе од 15 години помилеле од Идол, музичкото шоу, и Македонија, и Србија, и Бугарија. Тоа е еден огромен бекграунд за почеток на кариерата. Би рекол, настрана од оние твои средношколски настапи и така натаму. Кој од овие 3 шоуа ти беше најголемо искуство? Нескромно да речам, со должна почит за македонски Идол, затоа што македонската публика е пожива, да речеме, и наша. Меѓутоа, технички и за работа како индивидуалец пеач. Како посветеност кон пеачот? Да, бугарски. Че имаш свој ментор, си имаш тренер за физичко размрдување од Сабајле, распејување, сетап твој за твојот вокал, миксети какви што во животот не сум видела дотогаш. Онака баш како што треба да биде. Нешто на стајлингот и ти вика, ја имав тука тогаш едни плави делови на косата. Ми вика, нас ова не ни свиѓа, дали ќе може да го скратиш? Збориме за 10 сантими. Ја викам, ја не би го кратала тоа на мојата коса, која е втората варијанта. И он вика, дали може да одиме во фризерско студио да ти ги префарбаат? Вау. И ја викам, може. Те зима лимузина, те носи во профи фризерско студио, ти ја прават косата и те враќаат назад. Значи, ако имаш предлог како е болја маркетиншки да го средиме тоа што вам ви недостига, или ја треба да изгледам по некаков начин за да влезам во системот, понуди ми опции. Че нема ставај пред свршен чин. Дај ми повеќе опции, ја ќе изберам што е најдобро за себе. Значи, онака третман на вистинска звезда, би рекол. Да. До хотелско сместување, до вакви третмани, до гардероба, до стилисти, до шминкери, до папараци, до све. И после тоа, кога доаѓаш во овој реалниот музички свет, на настапи, на преговори, договори со македонски локали и така натаму, што се велиш на себе си? Знае малце онака да те Прво, кога промени? дојдов на македонски Идол, на коментарите на некој од жирито беа дека јас може веќе некому сум му идол. Ако на бугарски Идол бев единствен женски вокал од Македонија кој што стигна до првите 12, тоа е огромен успех. а во Македонија не можам да влезам во првите 10, беше тогашно некакво благо разочарување, ама не се откажав. Знаеме како тоа функционира, гласови од публика, гласови од ова, гласови од она, така да не се раз. А што се однесува до твоето прашање за свирките и за тоа е тоа што го правам. Значи, веќе сум испраксирана да договорам свирка од прво до последно, само да си изменаџирам време траење, озвучение, превоз. И тоа е еден проект. Секоја свирка е еден проект, посебно ако е вон Скопје. Апсолутно. Тоа знае да биде многу напорно. Да. После свирка треба да патуваш, Да. ако не преспиваш и така натаму. Тоа е составен дел од мојот живот. Некогаш ми Апсолутно. доаѓа тешко, ама ако е тоа што го правам, си бара некаква посветеност. Тоа е веројатно исто, како некако што е секој ден Сабајле на смена, вика леле утре не можам да станам. Да, леле кој ќе Ти па патува ќе завршиш од касно, Карпош 4 до Новолисиче. Ќе спиеш другиот ден. Па цел ден ќе седам на компјутер, па очите ме болат. Значи секоја работа си има нус. Баш. Само треба да да си го испрецепираш тоа дека е од твоја гледна страна окей и тоа сакаш да го правиш и се друго Да. е веќе навика.
Ги запамти бројките од претходно? Ти све памтиш? 203 и 15317. Не, уште не ги памтам. Не мора, многу време поминало. Ова чисто да Не ме проверам. потсеќа ни колку време поминало. Стварно, колку време? Многу. Не знаеш, пошто да пресметувам, има една снимка од Македонски идол, тоа е 13 години, пред 13 години од сега на YouTube аплодирана. Веројатно е уште постара некоја година, не се сеќам точно, ама не е ни за следно битно. кога ќе дојдам, кога ќе го промовираме албумот, ќе се потсетам. Албумот, Ќе не се битни потсетам. бројките и годините, албумот, само да споменеме, се спрема. Да, албумот се спрема, се крчка на најако, ни фалат уште, ни фалат. Работиме уште на 2 композиции. Едната ќе нема видеозапис, кој што е више веќе 90% готова. Само магичното стапче на Илија Ќосевски треба да ја допре и малку да ја направи магија. И таа ќе биде спремна за на албум. И последната песна која што нема да кажувам наслови, последната песна е една од најстарите песни кои што сум ги слушнала од Весна Малинова, која што ја одбрав и реков дека ова ќе биде и ја би сакала да го отпеам и поминаа многу години од тогаш, но никогаш не ја зборев. И Ама никогаш не ја спомнавме- понудила на друг или едноставно останала за тебе на некој Па, начин? веројатно не ја Треба понудила. да се праша. Не ја понудила, веројатно не ја понудила на друг. Весна е еден огромен извор на музика и на текстови. И сметам дека ги прави песните познавајќи го тој што е спротинејзе. И не дека нема готови песни, меѓутоа мислам дека многу значи за кого е песната и искуството и све зима во обзир. Тоа е пак Затоа онакога- е толку успешна и нели единствена и најдобра. Песната еве тоа што зборевме преска изгледа се го чекаше вистинскиот момент. Ќе биде дел од албумот ќе биде крстен по таа песна, насловен. И Тоа значи ќе се вика ќе мора пак да дојде ќе дојдеш. Договорено, кога да го чекуваме? на пролета. На пролет. Да. Одлично. Супер. Значи сега земаш силен залет. Да. Па иве пролет, 21 март. Да. За многу скоро. Одлично, многу ти Некаде благодарам во за денешниот момент. Мене беше многу убаво. И Се мене. надавам и тебе. И мене фала ти така што ме раскршуваш ментално. Па мора. Ти благодарам многу за поканата, за моабетот и за сите убави зборови. И се надевам дека ќе се видиме повторно за брзо. Апсолутно, те чекаме со новитети за албумот, а за крај избравме Небо диво како предпоследен спот кој што ти е, така да се почастиме со малку повеќе музика, а утре се дружите со Елена, а денес останете на Сидел, имаме уште многу содржина.